Природно самата представа си има некој текст и нормално најпрво се лепиме на текстот како костюмографика кој е Елена Лука, нели? И согласно текстот едноставно добив ја инспирација како тоа треба да изгледа. Најпрви на действието се одвива некаде во 70-тите години. Режисерот Тони Михајловски сакаше да ја постави на тој начин самата представа во тоа време. Природно одма основната инспирација е тоа од какви биле костимите во 70-тите, во 60-тите години. Си имаат едни соодветни кроеви, тоа е времето на хипиерата, да речеме, на кога нели се одвесувале одредени символи кои што како аксесуари ги носели луѓето доста во тоа време. Еден комотен широк крој кој што дури и денеска во денешната мода да кажеме се практикува овие 2-3 сезони и кој што можеби нели како бохостил доста е практикуван кај нас. Така да линиите се тие, инспирацијата е 70-тите, инспирацијата е она што стои во самиот текст. Природно наше беше да можеме да вклопиме боја и сето тоа заедно со самата сценографија и да речеме карактерите на самите ликови, на Весна Петрушевска и Игор Джембазов, така да се одвицуваат и по боја, и по лик, и по конституција на тело, и по функција согласно актерската игра, и така да таа беше таа инспирација. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Освен текстот и сценографијата, костюмографијата е многу битна за да може да се добие карактер на секоја улога, значи актерите практично влегуваат во улогите многу поавтентично доколку бидат во согласно со костимите кои што ги носат и во согласно со текстот и во согласно со амбиентот во кој што нели се одвива целата таа. За среќа ние работејќи оваа представа костимите ги имавме многу одамна и баш влеговме во нив, како што велиме ние актерите, ги почувствувавме на себе. Вечерва јас прв пат го облекувам ова. Малку е тесно, ама ќе се навикнам. Инаку во ова сум само во првите неколку минути од представата, подоцна сум релаксирала како што се дома, по широки тренерки, во едни смешни пандофли и едно пенјуарче на мене. Значи ништо многу различно од она како што се облекувам јас од дома со години. Ми е многу важно да ми е функционален костимот. Значи јас сум една од тони актери кои што никогаш нема да се возбудам ако нешто, некој штеп ми недостасува и прво гледам да се расправам со ликот, а секако дека ми е важен во однос на тоа како мене ќе ми биде удобно во тој костим. Но искрено барем во овој процес најмалку се бавев со костимот, и знаев дека ќе биде онака како што треба да биде. Функционален, добар и ведар. Просто контрапункт на мојот лик. Вака, ако ги соблечете сите луѓе голи и да ги терате да препознаат кој од нив е инженер, кој е доктор, кој е крал, кој е питач, нема да ги препознаат. Ако ги облечете, тогаш веќе ќе можете да насетите кој со што се занимава, кој е што во хиерархијата на животот. Костимот, значи, тоа ми е поентата, пред се е битен да одреди кој е ликот и што е ликот. А потоа надополнува други работи од она што би требало на ликот, кај ликот да се потенцира. Костимот, според мене, пред се треба да биде комотен, за да може акторот да го носи, и функционален. Ретко се случува да има такви костими, но кога ќе се случи е прекрасно. И без костим најверојатно би постоела, како се вика тоа, една безбојност во ликовите и најверојатно само по нивното говорење и по нивното именување ќе ги препознаеме кој е што по функцијата. Значи, многу битен сегмент, при тоа е оној патувачки момент на време пловот наречен театар, доколку ставите стар костим да ве врати назад во времето или модерен костим да се напред. Така да многу битен сегмент од време пловот на театарот е костим.
Па онака како што јас сум ги опишувал сите жени што биле со мене или се обидувале да бидат со мене. Безнадежно изгубена во времето и во просторот. Ама ете, таа институција, брак што полека, ама сигурно умира, е само доказ дека тоа се случува заради такви големи разлики помеѓу брачните партнери кои за несреќа понекогаш се откриваат дури после 30 години, како што Джек и Джилијан го открива тоа во брачната игра. Джек е чуден лик. Джек е лик кој што веројатно многу ја истрпел Джилијан во текот на 30 години брак. Бил постојано под притисок на компромис, наречен брак. И веројатно не му е прв пат ова што ни се случува секоја вечер кога ќе ја играме брачна игра. Она приказна која што се врти, веројатно имало претходно уште неколку обиди. Така барем одлучивме со режисерот дека не е прв пат и затоа е играта многу по-автентична, многу по-жестока од е театар во театар, а инаку Джек како лик е, не знам ја приватно дали можела да издржам таков толку риск. Инаку, ако ме прашуваш лично за Весна, мислејќи на Джилијан, одговорот е потполно ист. Некогаш ми беше дома. Сега сум на гости малку, ама се чувствувам како дома. Убаво. Убаво, прво, работењето на една представа како ова подразбира многу откажувања, многу работа, многу концентрација, многу нешта кои јас со времето ги имам заборавено или што би рекле мјеркарите сум требало штос од форма. Ми требаше малку подолг период, можеби 1 месец да повторно да влезам во колосек и Right now. Интересно, морам да признам. Кога си актер се занимаваш малку повеќе со својата слика. Мислам, најмногу се занимаваш со својата слика. Кога си режисер, се занимаваш со големата слика. Со целата представа. Одговорноста е поголема. Седењето од страна само на изглед изгледа мирно, тоа е многу немирна работа, многу вриеш во себе. Тоа е постојано има некоја струја која те вози, тоа не е една, неколку си. Мисли кои надоаѓаат и ако не ги запишуваш, ќе истечат, едноставно ќе ги снема, ќе ти биде криво што не си го запишал тоа, бидејќи била добра идеја, секоја следна е само нешто слично на тоа, не е таа. Професијата режисер е стара само 100 години. Значи, тука не повеќе. Нахко сгрешам, нека изгорам. И се шалевме дека некој што бил неталентиран го тргна на страна, му рекле немој да глумиш, те молам, седи со страна тука, носи кафење и гледа. И додека гледаш од страна ќе ти се родат идеи, нели, ако те гледам како работиш од страна, ми е многу полесно да те коригирам, пошто се се паметни од страна. Најверојатно му посочил на некого, види, попаметно е да отидеш на лева наместо на десна страна и тука можеш да му удриш шамар, да речеме. Првата реакција најверојатно била седи, бе, ти ќе ми кажеш ти си неталентиран, меѓутоа откако ќе осознаеш после ми кажеш, види, ај седи ти од страна и кажувај ми што да правам. И така е родена професијата режисер. Правила има едно правило во брачната игра. Нема правила. И доколку ги има правилата постојат за да бидат прекршени, нормално. Правилата се менуваат сходно на ситуацијата, а ситуацијата никогаш не знаете како. Имавме едно правило кога почнавме и да го читаме Олби и да го играме, секогаш велевме Олби, значи зезни Олби, за да ја премостиме онаа величина негова, знаејќи дека тој е автор со дури 3 Пулицерови награди. Значи со самото тоа Олби е жесток и автентичен и има голем багаж како драмски автор и затоа решивме малку ние да се играме со него. Инаку Олби е многу точен, многу прецизен, во суштина работевме со режисер кој што не ни попушташе ни на запирка, ни на мислам дури многу малку е скратен текстот, се на 10 реплики. Така да чувството да го играш Олби тука и сега е многу значајно за нас. Затоа е, Олби е безвременски.
А може би и постојат, само јас никогаш не ги научив. Не сум стигнал до таа лекција. Ама ја сега, работејќи оваа представа скоро 3 месеци, се потсетив на некои од нив. И сигурен сум дека сум бил во право се што сум направил во право. Значи, тоа двојство многу добро се гледа во оваа представа, во улогата на овие 20 големи актери. Текстот е феноменален, значи, репликите се изворедни, многу експресија, многу игра и апсолутно една тотална двојство или едни две лица, една голема шизоидна игра, да речеме, во тоа што го видов и ја барем на сите тие проби во оваа представа, што мене навистина ме фасцинира од тој аспект.